Постапувајќи во смисла на законските одредби, денес до Советот на јавни обвинители доставив листа на кандидати од редот на постојните јавни обвинители кои предлагам да бидат избрани за јавни обвинители во јавното обвинителство за гонење на кривичните дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите, познато во јавноста како специјално јавно обвинителство, станува збор за следниве обвинители. Артан Ајрон, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје. Гурим Рустемин, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Куманово. Гаврил Бубевски, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје. Дарко Јакимовски, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје. Елизабета Јосифовска, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Гостива. Лејла Кадрилов, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Тетово. Ленче Ристовска, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје. Лиле Стефанова, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство за гонење и организиран криминал и корупција. Љубомир Лапе, ВД основен јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Грива Паланка. Марија Ѓорѓева, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје. Снежана Бундалевска, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје. Стефчо Донев, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Почетни. Трајче Пеливанов, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје, и Фатим Ефетај, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје. Значи, скупно се работи за 14 јавни обвинители, заедно со мене 15. Во конкретниот случај се работи за истакнати професионалци, кои уживаат доверба и висока репутација. Би сакала да нагласам дека бројот на јавните обвинители кој е предложен е неопходен за успешно вршење на специјалното јавно обвинителство, поради што очекувам дека Советот на јавни обвинители, имајќи ги во предвид кратките временски рокови за формирање на тимот во специјалното јавно обвинителство, ќе ја потврди довербата во колегите со нивен избор за јавни обвинители во специјалното јавно обвинителство. Исто така, ве извести дека во меѓувреме се превземаат сите активности за обезбедување на непречени и соодветни услови за работа на специјалното јавно обвинителство, па во рамките на законските предвидени рокови очекувам специјалното јавно обвинителство и официјално да започне со својата работа. За сите понатомошни чекори, јавноста ќе биде благовремена известена, бидејќи транспарентноста во работењето на специјалното јавно обвинителство не е само законска обврска, туку и представува и основа за градење на довербата во работењето на институцијата. Ви благодарам на вниманието. Еден од нив денес што беше во седмица до Откако ќе и бидат избрани од страна на Советот на јавните обвинители, што е истражителите се 14 се знаат. Како што рекол, да замоли Советот, бидејќи да го има во предвид роковите кои се пред нас и да биде тоа во најбрз можен. Не, бидејќи седиштето привремено, регистрирани сме во Министерството за правда, за разлика што јас веќе работам, а предметите ќе бидат преземени откако ќе се официализира седиштето каде ќе биде на специјалното јавно. Јас се чувствувам дека. Во тој дел ќе има специјална изјава во дадена одредба. Време кога ќе се даде.